Шангајската листа повторно без македонски универзитет. За надлежните очекувано, затоа што сѐ уште не е дојдено до решението, кое е содржано во трите закони за високо образование кои сѐ уште се во собраниска процедура. Министерката за образование и наука Весна Јаневска очекува со нив значително да се подигне квалитетот на високото образование, а Македонија да напредува и на меѓународните ранг листи. Трите закони кои во моментов се во собраниска процедура очекуваме во еден догледен период, бидејќи за тоа ќе треба време значајно да го подкренат квалитетот во високото образование, но и да се отварат и другите индикатори кои ги користат не само Шангајската, туку и други листи за рангирање, за да можеме да се придвижиме на тие листи. Јаневска упати и јасна порака до политичарите, рацете на политиката подалеку од образованието. Според неа, мешањето на политиката и ширењето на несоодветни информации заради политички поени нанесуваат штета на целиот образовен систем, а последиците ќе ги почувствува сечие дете. Не оспорувам ниту едно право на заедниците кои живеат во нашата држава, ниту бадентерот. Парламентот е место каде што таму ќе се соочиме, доколку сакаат на секој член поединечно и таму ќе го решаваме проблемот ако воопшто постои, ако не станува збор само за политика во образованието. Многу пати сум кажала и повторувам, рацете на политиката подалеку од образованието. Образованието треба да е достапно за сите рамноправно. Со законите за високо образование, за квалитетот на високото образование и за научно-истражувачка дејност, се предлага нов модел на финансирање на универзитетите, построги критериуми за избор на професори, нов систем за акредитација и евалуација и финансирање на научни проекти. Целта е повисок квалитет и поголема конкурентност на универзитетите. Законите веќе неколку месеци се во собраниска процедура, бидејќи од ДУИ бараат бадентерово мнозинство и дополнително, според опозицијата, по строгите критериуми биле тешко применливи и со нив ќе се нарушила автономијата на универзитетите.